Одиме понатаму со Студио 1 и веќе во студиото ми се приклучи мојот прв денешен гостин, колегата Никола Здравковиќ. Никола, добре дојде во студиото. Добре најдов. Со кого што да напоменеме, нема да разговараме за нашата актуелна политичка ситуација, ниту пак ќе анализираме нешто што е во доменот на нашата професија, туку ќе зборуваме за она страна по која што јавноста можеше да запознае, на страна од твоите стории, на страна од твоите ТВ прилози. Тоа беше твојата пасија, односно колекционерска страст кон собирање на албуми со сликички од светските првенства во фудбал. Така. Оваа страст не е од скоро, туку е од поодамна, и колкава е твојата обемна колекција на албуми која што патеме да ти ја донесе овдека во студиото и изгледа прилично голема. Ова овде се 10 или 11 албуми, тоа е само 1/4 од досегашниот обем на мојата колекција. Велам досегашниот затоа што да сме живи и здрави не планирам да завршам на овие 43 албуми колку што ги имам до сега. Тоа се светски првенства, европски лиги на шампиони, па дури имам и 2-3 пиратски изданија на албуми кои што ние како балканци нели мораме да ги произведеме за да отскокнуваме малку од светот, од Европа, па да. Меѓутоа, знаев дека ретко кој ќе ги купи тие пиратски изданија, па си викам ајде да се двојам од другите. Оваа страст датира од 98 година, што значи дека веќе 20 години собирам албуми од 8 годишна возраст, од второ одделение. Првиот албум што го собирав, и тоа е тука некаде, се вика Eurostars, и од кога се заразив со тој прв албум, подоцна не ни престанував, не ни прекинував. Тоа се значи моменти на колекционерство каде што двоиш од дужинка за да купиш сликички, каде што кога ќе ти дадат за роден ден пари, ова ти е за чоколадо или ова ти е за ова ти е за она, ти веднаш во главата пресметуваш веднаш колку пакетчиња сликички се тоа, не колку чоколадо можеш да изедеш или колку сок можеш да испиеш. Така, на оваа колекционерска страст не се јавува кај сите љубители на фудбалот, бидејќи има голем број други љубители на фудбал кои што ова не го прават. Можеби им изгледа малку детинесто, па ти коментираат неретко околу тоа. Како го коментираш ова? Па знаете како, од една страна луѓето велат дека не треба да се изгуби детето во себе и детскиот дух, а од друга страна точно е дека упатуваат и такви коментари. Освен мене, таа детска страст од мојата генерација колекционери ја продолжија можеби тројца или четворица. Некои од нив собира татковците преку децата, им беа алиби за тие да собираат албуми. Значи има и такви случаи кога апсолутно, за не каже некој поглед него човек 35-40 години собира уште албуми со сликички, па децата им беа алиби. Имаше такви кои што им беше кеф во второ, трето одделение, меѓутоа со тек на време парите почна да ги трошат на други работи, на работи кои што им беа поприоритетни, така што со тек на време кај некои колекционерството само згасна, а кај некои уште тогаш беше вештачко, бидејќи родители собираа преку нив, а меѓутоа останавме тројца четворица мохиканци кои што уште собираме. И тоа е еден комплициран процес. Сега во 10 пакетчиња може да се паднат исти слики, така што претпоставувам е трчање константно и барање. Како изгледа тоа, да ни опишеш ако може? Па вака е еден албум, да кажеме дека има 500 сликички, едно пакетче има 5 внатре, и порано беше реално некако се собере албум, затоа што првиот албум што јас го собирав, цената на едно пакетче сликички беше 10 денари. Овој за светското првенство што заврши сега пред скоро недела дена беше 40, значи 4 пати поскапо пакетче сликички. Обемот на албумот е зголемен, повеќе сликички се паѓаат, а нешто дека финансиски сме мрднале нанапред од тој период до сега, па баш и не би рекол, така да сега и потешко се соберат овие албуми, па луѓето прибегнуваат почесто да ги соберат сликичките преку менувања. Не може да се купува веќе. Активна е таа заедница на менувачи? Активна е апсолутно, што ми е мене баш драго, и има активни менувања договорени, обично тоа е кај фонтана во градски парк во недела во 12. Меѓутоа во населбите може да се најдат и некои полокални организирани, жаргонски кажано, мењажи на плоштадчиња кај фонтани, во кафулиња, така што ако не е ова менување на сликички, тешко дека некој само од својот буџет, од својот джеб би можел да наполни еден албум. А дали би ги критикувале компаниите кои што тоа го произведуваат, па на некој начин се обидуваат да заработат на вашиот грб на колекционери? Апсолутно се за критика. Јас имав и изреволтиран од последниот албум што беше скап за собирање
Имав и еден Facebook пост кој што драго ми е што доста беше шеруван, доста беше ширен, па дури знам дека стигнал и до странство. Јас тоа го преведов и на англиски, на Панини им пишав, некој ќе рече овој е луд, овој не е нормален. Меѓутоа таа детска страст, таа детска пасија, како што се јавила кај мене, јас знам дека ќе се јави кај многу деца со текот на годините, кои што немаат сите толку длабок джеб, мама и тато да им купуваат сликички постојано, а ги гледаат другарчињата од страна. Еве скоро имаше сторија една за дете во Бразил кое што живее само со мајка му, кое што нема пари и си ги цртало сите фудбалери со боици, бидејќи тоа се доста издашни. Да, не бира на кој начин ќе се манифестира. Апсолутно, така што овие компании, тоа се компании кои што во текот на годината произведуваат и албуми со фудбалери, и со барбики, и со цртани филмови, и со играни филмови. Така што тие парите ќе ги соберат секако, а воопшто не ги чини ништо цените поприкладни да ги направи, бидејќи да не се најмладите љубители, тие албуми би немале смисла. Да, токму поради општествениот, да речеме, срам кој што се наметнува, дека тоа е нели хоби за помалите. Спомна дека не планираш во скоро да ја заокружиш својата колекција, дека и натаму планираш да собереш, и во овие 20 години кој беше најголемиот предизвик, кој албум да се собере, и еве како ја објаснуваш таа сатисфакција на трошење пари за нешто што се става во книга и не е опипливо за многу луѓе, можеби. Така, најпредизвикувачки албум, секој албум си е свој предизвик, затоа што одново и одново треба да се изоди тој пат на залепување на прва сликичка, 15-та, 53-та, 156-та, па додека не се залепи конечната. Меѓутоа, можеби најголемиот предизвик беше за албумот Светското првенство во Германија 2006 година, кога ми остана да ми фали уште една сликичка до крај. Тоа беше Валон бе храми од Швајцарија. 2 недели го барав, каде не го барав, на организирани менувања, мајка ми и татко ми ги ангажирав со колеги, со колешки, брат ми го ангажирав раци да прави низ помалите класови во своето училиште. Деца го имаа лепено на училишни дзидови, му имаат цртано мустак и на очери што им си. И тоа тебе ти беше шок. Да, викам, види на колку луѓе им се паднал, си вежбале уметнички способности на него и ја нигде не можам да го најдам. И после 2 недели успеав конечно преку мајка ми, преку незина колешка. И тоа е, колку и на некого да му звучи малку можеби чудно и нонсенс, многу убаво чувство е. А тие што велат дека па што ќе правиш со тој албум, си ги потрошил парите, да, меѓутоа тој албум има колекционерска некоја вредност и со текот на времето, како што луѓето се колекционираат најразлични работи. Кога после одреден временски период тоа парче хартија ќе се земе во раце, ќе се погледнат тие фудбалери, некоја носталгија, некое ретро чувство во човекот, прави некоја милина внатрешна. Да, бидејќи целото светско првенство е практично настан околу кој се создава голема, се крева голема прашина и луѓето се заинтересирани за гледање. Кога веќе ги спомнавме албумите, твоето знаење околу репрезентациите и нивниот состав е нешто што можеби некој може да го потцени па да погреши таму, и во оваа прилика ќе направиме еден мини тест за тоа колку станува збор за светското првенство 2000-та во Белгија. Европското, да. Така. Еве, прва ми се отвори репрезентацијата на Франција. Ги имаш... Да, можеш ли да ми наброиш од репрезентацијата на Франција некој? Можам од сега. 2000-та. Голман беше Фабиан Бартез, потоа тука се во одбраната Франк Лебеф, Марсел Десаи, Лоран Блан, од она што се сеќавам во средината на теренот тука се Роберт Пирес, тука е Јохан Мику, дури мислам дека Јохан Мику го имаме и залепено, Дидие Дешамп, кој што сега како селектор го освои светското првенство во Франција, Зинедин Зидан, потоа напаѓачите Трезеге, Анри. Да, значи нема потреба веќе повеќе да го правиме тестот, бидејќи веќе ме изгуби некаде. До четврто одделение имав навика албумите на памет да ги учам. Тоа се преку 400 фудбалери, на памет некој да ги знае. Тоа за тие работи сум крал на непотребните знаења. И сега можеби колекционерска страст, нели има најразлични видови на колекционери кои што собираат од се и се што. Меѓутоа, дали овој момент на собирање на сликички од она што тебе може ти значи животот како што е фудбалот, представува еден вид на дистракција или бегство од
оние секојдневни работи што како новинар ги имаш осознаено и видено, бидејќи да, неретко на терен гледаме работи кои што не се пријатни, па можеби и грдата страна на животот. Апсолутно, намената на секоја хоби нели е да му овозможи на човекот едно опуштање, едно чувство пријатно кое што ќе ги потисне можеби оние непријатни работи кои што му се случуваат дали во текот на денот, дали општо во животот, а особено и со нашата професија, еве знаеш и самиот се што слушаме, се што гледаме. Така што ова собирање на сликички ми останало, па можам да кажам и малку повеќе од хоби, наоѓам мир, наоѓам опуштеност, или кога ќе се најдеш несврзано од обврски со луѓе кои што го делат тоа хоби, таа страст, ќе си направиш муавет, па ќе размените сликички, па некој ќе извади некои стари сликички кои што сакаш да ги имаш во колекцијата, па тука се ценкања, надмудрувања. Едноставно, да, представува и дистракција од реалноста и веројатно тоа би ви го кажале и помлади колекционери и постари од мене. Кога не би била оваа твоја пасија, оваа твоја страст, или можеби, еве да речеме, во некои други околности, дали повторно би ја избрал оваа професија, новинарството? Па еднашка на кратко пробав да избегам од новинарството на 8 месеци, меѓутоа новинарството не сакаше да избега од мене, така што после 8 месеци пак ме најде, ме зграпчи, вака и ми рече, ајде, враќај се назад. Исто како и колекционерството, можеби никогаш така не си можел да го напуштиш. Така што верувам дека кој еднаш навлегол во новинарските води може само да се засити во еден момент, меѓутоа кога ќе му одлежи тоа заситување, верувам дека ќе посака да се врати пак. Не постои човек кој што те познава, а да не знае дека си всушност еден од поверните фанови и навивачи на клубот Партизан. Така. И сега јас за оваа емисија барав реално црвено сако со бела кошула или спротивно од боите на Партизан. Така, пофали се. И сакав да те прашам како би изреагирал во таа прилика. Па што да правам, ние гробарите навивачите на Партизан сме господа. Така што јас сега ќе дојдев, бидејќи честа што ми ја укажа да дојдем да разговарам за сликички, тоа ќе го сватев како гостување како Партизан да гостува на теренот на Црвена звезда. И што ќе се случеше? Па веројатно нерешено ќе завршеше. Добро, ние тука некаде и ќе се одјавиме од емисијава. Ти благодарам уште еднаш што со нас ја сподели твојата друга страна, твојата страст. Па да се надеваме дека нели натаму ќе бележиме уште заедно, ќе бидеме покрај тебе други собираш сите останати албуми и нели ќе останеш со нас во професијата, она што не можеш да го напуштиш. Уште еднаш, Никола. Се надевам јас и фала ти и тебе на вашиот медиум. Ти благодарам, а вие почитувани останете и натаму со нашата програма. По кратката пауза одиме понатаму со останатите гости во студио 1.